Неколку стотици илјади евра одвоила фондацијата Институт Отворено општество Македонија на Владимир Милчин од својот огромен буџет тежок над 5 милиони евра за да финансира десетина онлайн медиуми и 2 весника. Според годишниот извештај на фондацијата за 2013 година, финансиска поддршка добиле А1 Либертас Плюс Инфо, Мактал, Фокус, весникот Слободен печат и уште неколку други интернет портали и невладини организации. Освен парите од фондацијата, заедничко за овие медиуми и невладини е тоа што сите тие секогаш се критички настроени кон власта, а даваат огромна поддршка на политиките на опозицијата. Според информациите достапни во јавноста, весникот Слободен печат, чиј главен и одговорен уредник е Бранко Геровски, при основањето добил грант од 60.000 евра. Геровски, освен за Слободен печат, добил и над 47.000 евра за порталот Плюс Инфо. Порталот А1 исто така има добиено пари од фондацијата во износ од 49.000 евра. Над 36.000 евра за само 6 месеци зел неделникот Фокус. За порталот Нацо Кабранов Либертас фондацијата на Милчин донирала 26.000 евра. Во овој портал близок до СДСМ работи ќерката на Љубомир Фрчковски. Инаку Либертас пред неколку дена негираше дека е финансирано од институтот, наведувајќи дека пари зеле само за првата година од постоењето. Но Либертас е демантиран од самиот институт, кој што во својот извештај од лани наведува дека донирале пари и за овој медиум. Грантове меѓу 16 и 18.000 евра зеле и Скај, Окно, Мојот град, Глобус. Интересно е што меѓу официјалните партнери на фондацијата е и невладината инфоцентар, која издаде извешта во кој броеше колку пати бил спомнат СДСМ во говорите на премиерот Груевски. Фондацијата во јавноста обвинувана дека парите од својот богат буџет ги користи за да ги корумпира медиумите, обезбедувајќи поддршка за опозицијата, особено за Социјалдемократскиот сојуз, чиј поранешен функционер и самиот Милчин.